9 часот и 30 минути ви посакувам добро утро и добро дојдовте во уште еден нов квадрат. Почнуваме сега, а што ќе гледате денес и следниве 30 на минути ви откривам во краткиот преглед кој следува во продолжение. Во новиот квадрат зборуваме за тренди и идеи за пролетно уредување на терасите, кои бои за ѕидовите ќе бидат хит оваа пролет и кои растенија да ги одберете за вашиот простор. Останете тука. По рекламите почнува новиот квадрат. Пролетта веќе ни пристигна, со неа и мотивацијата и инспирацијата за уредување на вашиот дом, особено на покрупните работи, а кога мислиме на покрупните, мислиме и на ѕидовите. Доколку вашите ѕидови бараат бојадисување токму оваа година, можеби ве интересира кои се трендовите. Ви откриваме во продолжение. Изминатата година беше година на реновирање и подобрување на нашите простори за живење. Повеќето од нас имаат поминато повеќе време во своите домови од кога било досега, така што вложуваме време и енергија во барем еден мал проект за ремоделирање. Желбата и трендот за поубави и освежени простори, каде се уште поминуваме добар дел од нашето време, продолжува и оваа пролет. Со вистинските комбинации на бои можеме да му приредиме стилски пречек. Кој ги поставува трендовите на боја? Кој всушност одлучува кои бои ќе бидат популарни? Лидер во ова е Институтот за бои Пантон, кој е дел од реномираната меѓународна компанија, која со децении развива системи за боја во козметичкиот, модниот, текстилниот, графичкиот и внатрешниот сектор. Институтот ги одредува трендовските нијанси за следните периоди, така што меѓу другото ги наблюдува и зема предвид колекциите представени на светските модни писти. Меѓутоа во анализата се вклучени и боите кои се користат во забавната и филмската индустрија и во современата уметност. Трендот на модерни бои за внатрешни работи брзо се менува, внесувајќи нови комбинации на бои и акценти во просторот и неговите декоративни елементи. Контрастни нијанси за оваа пролет се полноќните темно-сини и пригушени кедар зелени, кои во комбинација со пастелни тонови создаваат бројни разиграни комбинации во дизајнот на интериер. Со вистинска количина на смелост во користењето на овие нијанси, просторот ќе изгледа модерно и неколку години по реновирањето. Пригошеното кедрово зелено е смирувачко и затоа е идеално за украсување и создавање пријатна, удобна атмосфера во бањата. Извонредно оди со сите нијанси на беж, елегантен песок, пастелно-жолти и топло-кафени нијанси. Песочните пастелни детали се идеални за истакнување на зелено-сиви, зелено-бели и зелено-кафени комбинации во внатрешната опрема. Природата е најдобрата инспирација за создавање избалансирани и хармонични шеми на бои за внатрешна декорација. Обкружени со природни бои, ќе се чувствуваме пријатно и удобно. Така нашата пролетна шема на бои во зелени, сини и пастелни тонови е инспирирана од медицинското алое, длабокото море и светлото дрво. Нијанси на зелена и природни тонови на дрво ја прават спалната соба смирувачка, создавајќи опуштена, интимна атмосфера. Зелено обоениот ѕид е погоден за сите стилови на внатрешната декорација, од традиционални до модерни и минималистички решенија. Спротивно на популарното мислење, смирувачката зелена боја е погодна за употреба во простори наменети за релаксација. Комбинацијата на мирни, земјени неутрални тонови со смирувачки зелен акцент ќе ни го даде тој почеток што ни треба на сите оваа година и ќе го ослободи нашиот дом од минатогодишниот стрес. Полноќната сина е убава, многу елегантна и погодна за простории каде сакаме да внесеме чувство на елеганција и веселост. Декоративни перници, постелнини, тапациран мебел, завеси или теписи во пастелни тонови ќе ја надополнат и истакнат таа елеганција. Оваа комбинација гарантира релаксирачка, мирна и елегантна атмосфера во собата. Природни светли нијанси на мебел од дрво со темно-сини ѕидови во улога на убава позадина ќе внесат топлина во просторот и ќе ги усогласат просториите за живење еден со друг. А освен на обновување и реновирање на домот, пролетта не инспирира и на поминување време на отворено. Доколку имате тераса, вие сте вистински среќник, но ќе ви помогнеме и како да ја уредите. И тоа во прилогот кој следува токму сега. Пролетта на радост на сите нас конечно пристигна. На убаво и сончево време, сега можеме да уживаме на тераса, прозорец или во нашата градина.
кога ќе посакаме. Утринското кафе, јавувањето на саканите, работа од дома, медитација, читање книга. Има толку многу работи што можете да ги правите на вашата тераса. За престојот на отворено да биде уште попријатен, потребно е просторот околу нас да биде удобен и пријатен. Затоа сега е идеално време за средување на терасата. Доколку немате идеи како да го направите тоа, останете со нас и во продолжение погледнете ги нашите предлози за уредување на тераса. Ве очекуваат најдобрите дизајнерски предлози и инспирации кои ќе ве мотивираат да ги направите првите чекори во декорацијата. Украсувањето на терасата е практично и нема да одземе многу време и пари. На терасата секогаш гледаме како на продолжение на дневната соба, како на дополнителна просторија на која треба да ѝ се даде намена. Без разлика во каква активност уживате на терасата, аранжманите ќе придонесат за подобро чувство и удобност. При уредување на терасата за пролет и лето треба да имате предвид дека мебелот треба да биде удобен, просторот максимално да се искористи и секој детаљ да буди вибрации за одмор во вас. Се што ве опушта и ве прави среќни, треба да се најде на вашата тераса. Без разлика дали имате градина во вашата куќа или тераса во вашиот стан, знајте дека овој простор може да се уреди така што вие и вашето семејство можете да уживате во него. Доколку барате стан со убава тераса, задолжително напишете апартмани за изнаемување и таму ќе најдете станови со фантастична локација и со тераси, од кои се гледа целиот град. Погледот и чувството кое го имате од вашата тераса ќе ве натераат да го засакате домот во кој живеете. При првата помисла за украсување на тераса, сите помислуваме на цвеќиња и зелени растенија. Доколку вашиот стан е мал, цвеќињата на терасата ќе ви дадат чувство на престој во природа. Ќе заборавите на чувството на тесно и недостаток на простор. Тоа место ќе биде резервирано за одмор по долг и напорен работен ден. Шарените пролетни цветови како петуини, кадифе, бегунии, хризантеми ќе изгледаат најубаво на вашата тераса. Цветовите најдобро се поставуваат на оградата на терасата во жардинери, но не заборавајте да ги поставите до прозорците и во аглите на терасата. На овој начин ќе создадете оаза на шарени растенија кои секако ќе ви го подобрат расположението и ќе го разубават секојдневието додека одмарате на терасата. Но секако додадете и перници, за да го направите вашиот градинарски мебел поудобен и вашата тераса да изгледа модерно. Можете да користите перничиња и во различни бои и дизајни. Усогласете го изгледот и бојата на перничињата со останатите бои што ги имате на терасата и на тој начин комплетирајте го нејзиниот изглед. Потоплите вечери се пред нас, кои се идеални за пиење вино и лесна музика. Дружењето со пријателите или вечера со партнерот може да биде прекрасно и без да го напуштите вашиот стан. А за да ги направите вашите вечери на тераса уште попосебни, поставете неколку мали лампиони, свеќи и соларни светилки. Ако преферирате светла, тогаш закачете ги околу оградата или прозорецот. Пригушено светло на терасата ќе има релаксирачки ефект врз вас и ќе придонесе за романтична атмосфера. Обрнете внимание и на градинарскиот мебел. Доколку сакате целосно да го промените изгледот на вашата тераса, тогаш треба да обрнете внимание на изборот на градинарски мебел. Металниот бел градинарски мебел ќе изгледа многу романтично на секоја тераса. Дури и кога е украсена со цвеќиња, ќе сакате да го поминете целиот ден таму. Доколку сте млади и често имате друштво, тогаш ниска маса би била најдобриот избор за вас. Дрвениот градинарски мебел кој е направен од палети неодамна стана многу популарен избор поради неговиот импресивен изглед и функционалност. Можете да експериментирате со терасата и да имате слобода да ја направите сосема поинаква од остатокот од станот. Многумина се одлучуваат за минималистички пристап и основни бои. Кога црното и белото се мешаат, се постигнува елеганција, едноставност и оживува безвременски стил. Во овој случај изберете квалитетни парчиња мебел, керамички сакси и држачи за свеќници. Доколку имате простор, поставете лулашка за уште поубава атмосфера. Терасата која е целосно бела изгледа луксузно. Не потсетува на апартман покрај море, а тоа понекогаш е сосема доволно за чувство на благодарност, мир и радост во секојдневниот живот. Изберете беж или целосно бели украсни предмети, завеси, вазни и цвеќи. Комбинирајте ги со дрвен под, дрвенести растенија и столици од јута, за да постигнете совршено уредена тераса. Наш предлог е да ги комбинирате стиловите кои најмногу ви се допаѓаат.
Важен е мебелот, важни се деталите, но ако не прашувате нас, дефинитивно најважни се растенијата, особено кога станува збор за надворешниот простор. За растенијата во продолжение. Одгледувањето цвеќиња не е тешко, барем така мислиме. Постојат и растенија за почетници кои не бараат многу внимание и речиси се неуништливи. Не е лесна задача да одгледувате цвет и да го одржувате во живот. Неколку недели сјае во својот вообичаен сјај, на кој секогаш сме многу среќни. А потоа одеднаш забележуваме дека предметното растение почнува да вене, поради недостаток на светлина, вода, влага или хранлив раствор. Како почетници можеме да направиме многу грешки кога е грижата во прашање, но за среќа постојат такви затворени растенија кои живеат среќно во секој агол на станот, дури и покрај најнебараниот третман. Цветовите во затворен простор не само што ни го подигнуваат расположението, туку создаваат и поздрава средина околу себе. Научно е докажано дека зелената боја и онака има смирувачки ефекти врз нервниот систем, па затоа растенијата во затворен простор со зелени нијанси може да ви помогнат да се опуштите и да избегнете од секојдневната гужва. Ја подобруваат атмосферата во внатрешноста, а можат да се користат и за украсни цели. Ефектот на растенијата во затворен простор врз здравието исто така не е занимарлив, бидејќи освен што има многу позитивно влијание врз влажноста на воздухот и производството на кислород, тие можат да ги неутрализираат и непријатните мириси во станот, како што се замрзнатиот и застарен мирис, чадот од цигарите и другите штетни материи. А еве кои се најдобрите растенија за затворен простор. Први на листата се кактусите. Има толку многу кактуси, од кои можете да изберете. Ако сте нови во светот на градинарството, бидејќи различните видови кактуси се толерантни на суша и не треба да се грижите за нивното пресадување, бидејќи не им е потребно. Можете да ги набавите во различни форми и големини, а бидете сигурни дека креативно ќе го разубават секој простор. Но бидете внимателни со нивните боцки. Може би едно од најнеуништливите растенија во затворен простор е замијата, која успева во затворени простори дури и при лоши услови на осветлување. Не треба постојано да се полева, па затоа не треба постојано да се грижите. А ова растение не сака ни вода, бидејќи ако не го наводнувате правилно, почнува да опаѓа. За среќа, ова може брзо да се забележи, па да ја поправиме грешката. Ова прекрасно растение со зелени лисија што расте исклучително високо, распространето и бујно треба да се полева помалку секоја недела. Алоe вера е растение кое не бара многу одржување, но е уште поблагодарно како растение кое ја сака сончевата светлина. Па затоа поставете го на посветло место во станот. Слободно полевајте го, но внимавајте да нема премногу вода во станот, бидејќи може да изгние. Всушност не бара хранлив раствор, па затоа не мора да работите премногу со него, но можете да продолжите да уживате во неговите благотворни ефекти, бидејќи сокот од растението можете да го користите за каснување од инсекти или изгореници. Змеј дрво лесно се одгледува, бара малку грижа, а во зима поднесува помалку вода. Па ако не сте мајстор за наводнување, ова растение е како измислено за вас. Ова растение предпочита полузасенчени места, носи забава и добра атмосфера во секоја просторија, го чисти воздухот и не бара ни толку светлина. Па ако немате многу природна светлина во вашиот стан, може да биде за гарантиран успех. Фикусите, домашните растенија кои преживуваат речиси се популарен избор за градинари почетници, бидејќи тие брзо растат и се чувствуваат добро практично насекаде, под било какви услови. На полиците на украсните градинарски центри можете да ги најдете овие растенија од секаков вид, од месести лисја до потенки витки форми. Фикусите се практично неуништливи. Како и да е, секој растение ќе изгледа прекрасно во вашиот дом и не само тоа, туку ќе ја подобри целокупната атмосфера во просторот во кој живеете. Веројатно сонувате за една од оние куќи кои постојано ги гледате на телевизија. Веројатно им се восхитувате, а може би и од нив добивате инспирација и крадете идеи. И со право го правите тоа. Од нив на вистина има што да се види, а неретко и што да се примени, затоа што на нив работеле големи светски имиња, мајстори во својата област. Во создавањето на ова учествувала и самата таа,
една од 10 спортисти во историјата на женската игра која постигнала кариера Гранд Слем, освојувајќи ги сите 4 специјалности. Станува збор за една од најуспешните спортистки за кои светот знае. Врвната тенисерка Марија Шарапова. Кога тенисерката и бизнисменка Марија Шарапова требало да ја изгради својата куќа во Лос Анџелес, таа не им дозволила на другите сами да ја завршат целата работа. Напротив, Марија била вклучена во овој процес од најраниот архитектонски дизајн до конечното украсување на својот дом и се покажала како исто толку успешна во својата област, како и во она што е примарна професија. А дека освои вистински архитектонски меч, ќе се уверите и од она што ќе го видите во следниве неколку минути, низ кои со задоволство ќе ве прошетаме низ нејзината стилски и модерно уредена луксузна куќа. Инспирацијата од јапонската архитектура и минималистичката естетика, елегантниот дизајн и декор, резултираше со прекрасен, модерен и минималистички дом со поглед на океанот. Голиот бетон и стаклото се спротиставуваат на топол текстил, дрво и убави уметнички дела, за да донесат топлина и личност во нејзиниот дом. Но се излажавте ако помисливте дека Шарапова дозволи нејзиниот дом да биде само естетски совршено ремек дело. Нејзината куќа е многу повеќе од функционална. Има и многу забава во овој дом. Во градината има базен и во подрумот се наоѓа куглана, што и се очекува од домот на еден врвен спортист. Таа буквално била обседната со процесот на правење на овој дом. Ова всушност бил и нејзин проект, па затоа и била вклучена во секој аспект од оваа куќа, до најмалите детали и материјалната пермутација. Не постои стол или маса што влегла во куќата, а кој таа не го анализирала и дискутирала. Таа обрнала внимание на секој бот и жлеб од овој дом. Трикатната куќа се наоѓа на наклон со прекрасен поглед на океанот од Палос Вердес до Малибу, со што островот Каталина лепти во далечината. Јапонски бори и фонтана ќе ве пречекаат пред влезот, и тоа сигурно ќе ви открие што можете со право да очекувате во продолжение, во остатокот од екстериерот, но и во внатрешноста од домот. Оваа прекрасна куќа е една блескава панорама што се расплетува со посебна драма од спалната соба и бањата на Шарапова. Светлечка галерија со двојна висина, дефинирана со ѕидови од елегантен панел формирана и бетонирана со скалила и мост. Се отвара кон експанзивен базен и забавно подрачје на алфреско. Централниот простор е со две крилја. Едното за отворено живење, трпезарија и кујна на приземје, а другото е наменето за гостински квартови, со спални соби на долното ниво. Гигантскиот бетонски ѕид во дневната просторија делува како врвно уметничко дело, додека во другиот дел виси едно дело на познат американски уметник. Светлината се преплавува во огромна сала со огромни бетонски блокови кои се качуваат на просториите на следниот кат. Исто така, куќата има и огромен подрум, во кој, како што рековме, се наоѓа уште една кујнска област и голема куглана. Сепак, заради целата своја чиста убавина, домот нема недостаток на топлина, душа и задоволство. Сосема очекувано за дом целосно персонализиран во чие уредување на секој сегмент печат оставил и самиот собственик. Архитектонските детали од изветен даб, кедар и сребрен траветит даваат богат материјал во спротивност на широките делови од бетон и стакло. Скулптурален екран од дрво, кој продира во фасадата, се потпира на надворешноста и креира една праволинеарна композиција, модулирајќи го приливот на сончева светлина и обезбедувајќи приватност од улицата. Джиновските врати од незината кујна со отворен план се лизгаат за да се придружат кон базенот и областа за скара, во јапонски стил. На тревата има огромни дрвени легла, кои се намерно поставени од другата страна на кристално чистиот базен. Базенот, градината и просторот околу нив изгледаат како еден голем отворено-затворен простор. Базенот станува центар на се, па затоа и позиционирањето на базенот представува еден вид радосно изненадување на оваа куќа.
Кога се повлекуваат лизгачките врати од дневната и трпезаријата, едноставно може да се сврти од трпезариската маса или троседот и да се скокне во водата. Совршено е дефинитивно мал збор за ова. Текстурата и патината на мебелот создаваат малку напнатост со јасната нова архитектура. Во спалната соба се придружува француско столче од 1960-тите години и јапонска врата, додека пак балконот овозможува панорамски поглед низ Лос Анџелес и островот Каталина, видена по далечина. Сите дизајнери на Шарапова се чини дека одекнуваат на идејата дека нивниот софистициран клиент ги туркал надвор од нивната традиционална зона на комфорт, за да создадат вистински дом, што ја зрачи креативноста и самодовербата на самата звезда на тенисот. Постојано им кажував на сите дека сакам ова да биде најдобрата куќа што ја направиле досега. Се обидов да им помогнам во нивната област, бидејќи верувам во сите нив и сакам да ги видам како сјаат, вели таа. Сум патувала низ целиот свет и ужива во многу неверојатни простори, но мојот дом е мојот апсолутен фаворит. Мислам дека така треба да биде и така треба секој да се чувствува во своето катче за живење. Додава Шарапова и не убедува несомнено дека е вистински секој нејзин збор. А и на вистина, кој не би уживал во едно вакво модерно, стилско, совршено функционално и сосема персонализирано катче. Велиме катче, иако тоа е на вистина скромен збор, за огромната вила во која тениската звезда со задоволство го минува секој слободен момент. Изгледа и луксузно и отмено, а од друга страна со личниот допир наполно е убиено секое студено чувство, од кое вообичаено страдаат повеќето огромни интериери, уредени дури и од најдобрите архитекти и дизајнери на светот. Шарапова и врвните и докажани дизајнери на интериери дефинитивно постигнале полн погодок со оваа куќа. Чиста десетка за буквално секој момент внатре и однадвор. А сега веќе и знаеме што е еден од нејзините мотиви за неверојатните успеси на теренот. Ако имате потреба од некаква идеја, инспирација, насока во која да го отпочнете вашиот уредувачки процес, ова архитектонско ремек дело веројатно ќе биде од голема помош. Вашата тераса нека биде следниот проект кој ќе го реализирате во вашиот дом, затоа што тука ќе поминувате и најдолго време во периодот кој следува. А јас ви благодарам што бевте со нас и денес. Ве почекам повторно на дружба следната недела во 9 часот и 30 минути, а до тогаш останете во добро расположение. Пријатно од мене.